Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Оваа недела сме во Термосистем, компанија која веќе 8 години ни ги нуди едни од најдобрите светски решенија за ладење и греење во нашите домови. Ке ја сретнеме Теа. Ја очекувам волкугава девојка да ме пресретне во вака машки бизнис. Ала, добро дојде. Сега гледам дека тука ви е уредено. Што треба да правам јас? Да, средано е тука се. Значи треба да ја направиш поубав од овој простор. Много поубаво сум дојдена. Значи натака е просторијата. Во друго место. Добро. Ја погледнеме. Ајде. Жута. Да. Ова е просторот. Има доста тука да се сработи, поубаво ќе биде секако. Да, има многу работа. Просторот кој што требаше да го уредуваме, искрено не очекував да биде таков, како што го видов. Знаев дека е некој магазински простор што го имаат, кој што не го употребуваат, а има нели составен дел на нивниот целокупен простор. Ама тоа беше навистина крш, што треба да се среди. Добро, кажи ми што треба да му се случи на овој простор. Таму гледам имате еден, нели, како мајсторски ми изгледа дел. Така. Овдека? Значи, овој магазин треба да се преуреди, да биде изложбен салон, каде што ќе бидат представени различна палета на производи од останатиот дел, енергетски ефикасни производи. И купувачот треба значи да има чувство дека инвестира во еден различен проект, првенствено за заштита на околината. Значи овдека треба да биде малку повисока категорија. Така, да. Презентација на производите, Да, ако добро те разбирам. Бидејќи ова ќе биде наменето за крајниот купец. Така, Не е да. како тој таму дел. Да, значи дистрибутери, мајстори, тука би било крајни купувачи. Јасно. Кажи ми тогаш, нели, ќе имаме презентација на производи, од каде тука треба да се влезе? Значи, за да бидеме делумно споени со тој дел, овој зид би се срушил и тука, не знам, решение би било дали на ниво, дали стаклена врата или Значи, слично. од таму да има врска со Так. овој дел. Тука, Окей. да. Ова Тука да го бидат затвара. изложени производите и со цел, значи, ќе ни служи за презентација на производите првенствено. Па затоа е неопходно телевизор, столчиња, маса и слично нешто така. А работни места ни требаат како таму што имате? Работни места, да, не требаат неколку позиции, тоа најверојатно би било решено во колку и точно што Значи кажа. 2-3 работни места, Веројатно, да. повеќе и да има можност да се претвори просторот во простор од изложбен во презентацијски. Добро разбирам? Да. Добро. Па мислам дека се име јасно. Кога се уредува деловен простор, ги слушате барањата на собственикот, неговиот концепт е многу битно, што сака да постигне, што сака да каже со просторот кој што се уредува. И второ, треба да биде приемчив за 90% од посетителите. Значи, треба да го имате како да правите маркетинг кампања. Треба да го имате профилот на луѓето кои што треба да влезат и да купат таму, за да знаете каков интериер да се направи. Отприлика тоа е разликата помеѓу уредување на стан, кој што се однесува за еден човек или едно семејство, и уредување на деловен простор кој што треба да биде апликативен или приемчив за поголема публика. Значи, тогаш си го правите профилот. Поради профилот на луѓето кои треба да влезат тука и да се информираат, а се движат од луѓе со секојдневни барања на системи за греење и ладење, до оние што сакаат пософистицирани системи, што ќе овозможат енергетска ефикасност како и големи клиенти што уредуваат или инвестираат во поголеми стамбени или деловни простори, сакаме да подготвиме простор кој ќе изгледа сосем поразлично од она што досега го имаат. Овој интериер ќе ги има боите кои веќе ги имаат и во останатиот дел од Термосистем, а тоа се темно-сивата и црвената која е и заштитна боја на нивната компанија. Сепак, пред се ќе биде многу светол, поточно бел,
а шареноста ќе биде постигната со постери што ќе ги затворат постојните стаклени портали и ќе ја носат пораката на враќање кон природата. Функционално обезбедуваме максимум простор за нивните машини и посебни делови, кои јас ги нареков коцки за накид, каде треба да се презентираат поситни делчиња потребни за монтажа и функција на системите. Ќе има простор за работа, посебен дел за мини презентации кон поединечни клиенти на истиот пулт, како и можност оваа просторија да се претвори целосно за поголеми презентации што ќе обслужат 10 до 20 странки. Влегувањето во просторијата треба да е низ стаклена врата. Ова би било добро да е лизгална, за да не се одзема простор. Но како да се изработи, а да има се уште доволно презентацијски простор лево и десно од вратите? Решението е во Knauf. Сон чекорам по мојот пат кон совршена удобност. Софа Студио. Мојот свет. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Тие како екипа си ја зема одговорноста се да расчистат. Она што го имаат нели во самиот магазин, да ги извадат сите работи кои што не се потребни и да го исчистат просторот за да може ние да земеме мерки и да почнеме со работа. Некој пат кога тука не биле термосистем, ова било простор каде се дегустирале вина. Па затоа кровчињата со керамиди и затоа постои дрвена преграда со трапезни дупки од каде излегувале шупурчињата од бурињата од другата страна. Сега ништо од тоа не ни треба и се демонтира. Првата етапа после расчистувањето на просторот е да се обложи практично целиот дуќан со гипскартонски плочи, со Knauf. Таванот мораше да се спушти. Прво заради тоа што имаат изведено една, како да ја наречам, како када за собирање на дождовница, бидејќи имале проблем со терасата која што се наоѓа над дуќанот, а е дел од тој трговски центар. И второ, заради тоа што самиот таван во просторот е многу лош. Значи, треба целиот таван да се спушти. Имаме изведба и на некои гипскартонски облоги. Дел од прозорскиот сегмент ќе затвориме
и ќе ја обложиме конструкцијата која што е сега во моментот направена со штафни дрвени. Значи нема да ја рушиме целата, само ќе ја обложиме. Бидејќи во иднина сакаат евентуално и другиот простор да го припојат кон овој или па кон веќе постојниот дуќан. Значи за да не правиме ѕидови уште од сега, само ќе го обложиме тоа како позиција. Двострано. Со логото прави. Значи мене масата со комодичката ми се 170, така што би сакала тој раб тука да ти биде чистата мерка 170. Кога ќе се додадеш чиста мерка Ова да направиме, па од njega да мериме 170. тоа би било фино. Овој ќе ги сечемо. Ајде тука треба да присечеш. Ама што ако ги сечем? Ако присечеш до дека треба да се спушташ до овде. Ето, морам да се... Како Не да може не како ќе ги можеш? сечем тоа. Како мало може мислам се на Саша. Чукава да ни паднемо таму некој дуќан. Значи, што е да Ова е рамката профилот таму што ги преселува да работите до Таму што е. Некој пат дуќанот бил потесен за 1 метар. Практично во некој момент ги имаат поместено стаклените портали 1 метар кон надвор. И сега во тоа преместување им останал дел од конструкцијата на металните профили од прозор вратите. И тој се гледаше нели однатре, требаше да се исече фактички и Мики фати да го сече, ама не го сечеше, туку бараше некој малце поедноставен начин за да го скине и да го скрши, ама скрши нешто друго. Стаклото го скршите. Па еде тука како? Да, се среди на крајот, Мики нарача ново стакло и се замени на комшивката си доби ново стакло. Додека Мики да ги заврши останатите позиции, да одиме да набавиме под за просторот во Quickstep. Имавме дискусија околу тоа дали да биде подот сив или да биде дрвен. Јас инсистирав на дрвен заради концептот на враќање или чување на природата. И поради тоа што и онака ми е целиот дуќан сив и сметав дека овој сегмент треба да биде баш поинаков. Да се гледа дека е нешто различно од се друго. Ќе одиме во Quickstep, ќе го избереме ламинатот. Очигледно сум дојдена по ламинат. Добро, да избираме Ми кажа сега. дека нешто имаш ново. Да. Оваа година исклучија најновите модели на ламинатни подови, 32 класа, кои што се водоотпорни. Имаат дополнителен хидросил слој, им дава многу голема заштита, може да се поставуваат и во бањи и во тоалети. За домашна употреба имате 25 години гаранција, во бањи за тоалет добивате 10 години гаранција и доколку иде комерцијална употреба имате 5 години гаранција. Одлично. Нашите ламинатни подови ви се еколошки производ, 70% дрво, 30% каучук, има дополнителна антистатички слој кој што ги прави ги штити од електрицитет, може да се постават во кујна и во кујнски елементи и имате дополнителна скреч-гард заштита која што им дава 10 пати поголема резистентност, отпорност од гревање. Над систем за подно грејење? Може. И за подно грејење и поднова. Бидејќи ми велиш дека може во бања да се поставува, како се решаваат деталите околу влезот на цевките? Значи си има гумичка која прво се поставува и од озгора се китира со водоотпорен силикон. Се мислело на се. Да. Она што ми остава впечаток е многу природниот изглед, значи баш буквално изгледа како талпа и на допир изгледа како дрво. Идејата на И секој од нив има различен дизајн и декор. Новите ламинати кои што ги прават, значи идејата да бидат да изгледаат идентични како и дрвените подови. Бои гледам дека има многу. Во новиот интериер сепак би одела на поприродни нијанси, бидејќи таков е некако концептот. И гледам дека има и лајсни. Да, доколку сакате, може да се нарача идентична лајсна да се доаѓа во истиот декор како што ќе биде ламината што ќе го изберете. На се сме мислела. Да.
се размислуваше долго како да изгледа влезот од постојниот дуќан во новиот дел. Тие имаат врата која што може да се пристапи од надвор, меѓутоа таа нема да функционира. Значи идејата е да се влезе од едно место и да се пристапи кон канцеларискиот дел од едната страна и кон овој VIP дел од другата страна. Решивме тоа да го изведеме со лизгални врати, меѓутоа за да може да има продажен или изложбен дел од обете страни на тој простор, единственото решение е да се направат така наречени джебни врати. Вакви джебни врати имаат само во Кнауф. И за тоа ќе ни помогнат и Кнауф да го решиме како проблем. На право место сме да видиме како функционираат лизгачките врати. Во ординацијата на познатиот стоматолог доктор Илиев сме, кој што во својата канцеларија има вградено 5 клизни врати. Веќе луѓето знаат што кријат Кнауф ѕидовите: подобра звучна изолација, подобра противпожарност, подобра термичка изолација, подобра можност за пренамена и побрза, меѓутоа не знаат луѓето, барем повеќето, дека може зидот да скрие и ваква лизгачка врата. Значи се работи за механизам кој што може да носи дрвени или стаклени вратни крила и кој што кога не се употребува вратата, кога е целосно отворена, вратното крило целосно се крие во стандарден Кнауф преграден зид. Ова се монтира на стандарден 10 сантиметарски зид или која е минималната димензија на зидот што може да ја има? Дебелината на зидот може да биде минимум 10 см, значи конструкција од стандарден. Да, седмица конструкција и по една плоча од страни минимум. И, например, во 7,5 конструкција може да помине вратно крило 4 см или од 10 во 10 конструкција 6 см. Сега ова вака прилично лесно оди. Како ни доаѓа? Да, благодарение на механизмот и покрај тоа што се работи за 10 стакло. Океј, значи јас имам состојба во која што имаме продажен салон во прашање. Од двете страни мора да имат зидови за изложување, значи единствена можност за било каков влез во тој дел е токму ваква врата и тоа сакам да биде стаклена, значи исто како ова. Така. Единица стакло. Овдека е гледам ставено како фиксен дел, меѓутоа мене ќе ми требаат две врати, кои што би сакала и автоматски да се отвараат заедно двете, да не мора едната па другата, како што се по метар. Не само што имаме такво решение, тоа се две клизни врати свртени една на кај друга, има механизам за синхронизација и на сето тоа во пошироката палета на системот има механизам за меко отварање, меко затварање, автоматско отварање, се што треба да се реши. Висински до која висина може да оди? Висински одиме, стандардниот механизам оди до 2,10, значи до 210 см, имаме и повисоки механизми до 2,80. Сите тие системи, сите системи функционираат исто и штедат простор. Кнауф е познат со тоа што сите системи штеди простор, со овој систем и создава простор. Значи оној простор кој што стандардната врата го одзема при функционирањето, клизната врата едноставно не го штеди. Го гледам механизмот, јасно ми е што треба да направам, единствено да прашам уште дали ќе ми се скрши стаклото или има некакви граничници овдека. Има граничници, така да сите барања ќе бидат исполнети со Кнауф механизмот, покет кит за клизна врата. Добра, супер. На ред дојде позицијата каде треба да се постави новата лизгална врата. За лизгалните врати ние ќе изведеме две. Може да се постават во било кој простор и за било која намена. Благојот Кнауф е експертот за лизгалните джебни врати. Без него, тешко би можеле самите да ги димензионираме и монтираме, затоа што овие врати се специфични. Во принцип, вратите треба да се наместат на готов под, но нам процесите во моментот ни се малку поинакви, па решивме конструкцијата да ја поставиме уште од сега. Во исто време, Борче доработува уште некои површини со глед масата на Кнауф. Но освен отварањето на вратата, имаме и уште нешто. Во подот ќе изведеме презентација на подно грејење. И ова, најден маркет е мислам дека... Супер. Малце понатака треба да Еден од системите што сакаат да го презентираат во новиот дел е подното грејење. И добивме идеја дека тоа е убаво да се смести пред новиот стаклен портал, во вид на дупка, која што евентуално би ја осветлила и во неа би се сместил
би се сместила презентацијата, нели, на специјалниот стиропор со системот за подно грејење и од озгора да се постави стакло. Димензиите ќе бидат диктирани фактички според димензиите на самиот стиропор, за да не го сечеме и него. И ќе треба да се направи дупка во самиот под. Имавме еден длабок шлиц во средината на дуќанот, таму каде што претходно била шината од старата позиција на вратата, кој се извади пола плочки наоколу. И требаше да направиме нека нивелација на тој дел, бидејќи беше во така пострм пат. А Пепо го повикавме да не посоветува како да ги порамниме подните површини. Се договоривме да нивелираме со еден од нивните системи. Кога се прават джебни врати, треба да го испланирате прво отворот, за таму нели нормално да не поставувате никакви инсталации. Меѓутоа треба да испланирате дека и лево и десно од тој отвор треба да имате доволно простор за тие врати внатре да навлезат. Она што е специфично е исто така дека треба однапред да смислите каков тип на врата ќе имате, дали ќе биде стаклена или ќе биде полна. Каков тип на механизам сакате? Може да се отвараат крилата посебно, може да се отвараат симултано, може дури на сензор да се отвараат, затоа што се тоа се посебни делови од оковот кои што и посебно се порачува. Но секако се е можно, само да имате време. И во Quickstep имаат поставено во нивниот салон ламинат со ваква подлога и немаат мака со години. Кај нив исто салонот е приземен со плочки на подот. Што се однесува до бојата, имаше многу дилеми и сугестии тој да е сив, но за мене природноста што ќе ја даде бојата на дабот е она што точно ќе направи разлика и поента, дека се работи за сосем поинаков пристап и кон клиентите и кон решенијата за енергетски ефикасни системи што ги нудат во термосистем. Мебелот за дуќанот не е комплициран и пак ќе си го изработиме во нашата работилница на ADD Мебел или ADD Furniture. Ќе додадеме малку душа, живот и мебел на овој простор. Новиот проект ни е нели термосистем, нивниот VIP дел или делот во кој што треба да ги презентираат своите последни достигнувања во областа на грејењето и ладењето. И во рамките на енергетски ефикасните објекти и враќањето кон природата и нејзиното очувување, сметав дека е убаво овој интериер да има една природна нота. Значи целиот останат интериер е прилично сив и бел и црвен. А овдека ќе вметнеме боја на дрво во подот и боја на дрво во самиот мебел. Таа боја ќе биде, ја избрав како ревеста нијанса, значи баш дрво некоја боја, а останатиот мебел по барање на собствениците ќе биде светло сив, значи да не биде темно сив како останатиот мебел во самиот дуќан, туку да биде светло сив. Имаме работен пулт со дополнителни елементи за чување и складирање на производи, подести на кои што треба да си ги изложат своите апарати, и два посебни елемента кои што ќе бидат наменети за некои поексклузивни делови. Како тие изгледаат, јас и не знам, ние ќе ги изработиме, па после на крај ќе видиме што во нив ќе сместат и што е тоа ексклузивното. Она што е интересно е дека овој простор практично ќе биде мултифункционален. Во одреден момент овие два централни елементи ќе може да се поместат бидејќи ќе бидат на тркала, и во централниот дел ќе може да се постават столчиња за презентација.
значи целиот систем не е и така врзан. Тоа е. Значи нема многу мебел, нема никои спектакуларни работи, просто треба да се изработи. Работниот пулт ќе биде изведен од дуплекс иверка и за да биде поедноставен за транспорт, се монтира на лице место. Подестите имаат 100 ногари оддолу, затоа што на нив треба да стојат и некои прилично големи машини. Коцките и порталот се изработени од иверка, но сечена под гер, за да не им се гледа спојот помеѓу двете плочи и да бидат полични. На дрвениот дезем на крај тоа изгледа како да е фурнирано, а на сивите коцки како да е изработено во мат медијапан. Иверката е благодарен материјал кога се работи за одржување и за цена. Одржувањето е многу лесно, а и многу потешко се грее. Позицијата што ја обложувавме со кнауф беше претходно со дрвени штафни. Излезе дека е прилично крива како позиција и тоа особено го видовме кога се поставија подестите на кои што треба да стојат, нели, новите машини. Па од едната страна ни лепи на зид, од другата страна ни е со зјајка од 4 см и тоа нема како да се исправи, освен да се постави некоја метална лајсна која што ќе го затвори тој, нели, визуелно ќе го затвори целиот сегмент и нема да се гледа дека е така криво. Целиот простор е подготвен за неколку часа. Ќе остане монтажата на порталите, затоа што е потребно прво да се монтираат лизгалните врати, па потоа тие да ги затворат сите детали, па потоа нашите портали да ги затворат сите детали кои сакаме да ги скриеме. Практично, порталите ќе функционираат како каси за врати. Еден многу битен сегмент по дизајнот на целиот дуќан ќе бидат постерите и логоата кои што треба наоколу да се појават. Ги има неколку и тие ќе ги решиме со нашите пријатели Пан. Ова ти го испратив на Mail Games, си го испечатил. Ова беше една хубава фотографија, ама јас ја испосецкав. Предпоставам дека успеа и ти да ја средиш. Да, видов. Во овој формат. Видов дека е различна припремата од тоа што се го представила. Да, еве тука баш. Така. Меѓутоа ја адаптирав јас ја. Океј, значи тоа ни се стаклата. Ова тука ни е зид. Така. Овие коцкички сега треба да ги наредиме само без джакомини логото. Сакаш да бидат парцијално сечени и залепени на зидот или да го печатиме целото како тапет, да го лепиме преку Може цедите? така, ама текстот мислам дека е многу ситен. Да не почне да се одлепува со време, тоа е зид на кај фасада. Да, тогаш да го печатиме Да целиот го зид. печатиме целна фолија. Спојави ќе има? Колкава е оваа димензија? 2,40 на 2,40. Ќе мора еден спој да иде, но ќе гледаме да го скриеме. Па Што тука подолу. некаде пише седат. Така, и нема да се Долу. посна. Добро, тоа се тие двете главни нешта. Така. Третата работа е, имаш тука на уште една слича, Така. значи ова лого на термосистем, долгото, Така. во должина од 1,40 м, ми треба на искартирано на плексиглас, тоа е на одбојничиња и со црвена фолија од озгоре. Да, многу интересно. Добива ефект, нели, Да, тродимензионален. дека 3D малце да дојде, да не биде птен само така. Може и тоа да се изведе, не е проблем. Кажи ми за стаклата, дали ќе одиме со мат или сјај фолија? Пошто Мат. гледам необично е од внатре, ретко кога се лепат, нели, излази. Мате и не треба да се гледа кон надвор. Така. Само се надам, ќе има некаква транспаренција сепак на овие посветлите Да, делови? транспаренција не да гледаш надвор, меѓутоа светлина Сјајот која ќе сонцето, излегува. например. Да. Добро. И ќе имаат ново надвор, пошто на фотографија е некоја друга. Добро. Тоа е, значи тие се двете позиции, третата ти ја кажав, четвртата позиција е имам едни дисплеи како коцкасти, темно сиви се во иверка изработени и сега на нив сакам од логото Джакомини во 60 см да се залепи на нив. Каква боја се тие коцки? Темно сиви се. Ќе одговара оваа црвена нивна од логото, ќе се познава или ќе Тоа е скоро црно, Епа, темно тогаш- сива, антрацит како маицата твоја е нешто. Добро, ќе искатираме не- црвена. Пошто оригиналното лого е така, тука не А можеме да мислеше менуваме. дали на бело само онакво. Како опционално, ако не се доволно познава, нели, ако се буквите, да. Тоа може ни да го представиме на екран, па да видиме дали Ајде, баш одговара. ќе видиме Да. на црвено со сиво како ќе личи. Да, личи. И последната задача ние за стаклени врати имам тука две малце се гледаат. Тие отворот им е околу 1,90 м и би сакала преку нив да се залепи
овој круг, значи ова лого од термосистем, Така. да се залепи во центарот. На обична фолија, од катирана црвена фолија? Не црвено, туку онакво како сатинато, како на прозорот. Тоа, добро, пескарена фолија печатена и да и се ичаме во обид наместо на да го круг за да се пескарам, залепи. да се залепи, мислам дека е поедноставно. Може да го изведеме и тоа, да се залепи таму на лице место, ќе го пресечеме на половина, кај што се вратите и ќе изгледа убаво. Сега уште едно прашање практично. На стаклата веќе има некои многу стари фолии, кои што треба да ги извадиме, тие пака лесно се вадат физички, Така. ама останува лепило позади. Да, останува лепило со некој разредувач или слично и тоа излегува, ќе се Лесно? изчиста. Можеме да си стемпираме сега во исто време? Приказна е различна, сега ќе се види на таму на лице место, али секогаш сме успевале да направиме работа. Добро, ај ќе видиме, се надам дека нема да ве заглавиме, бидејќи од овдека вие печатите, ние идеме одиме назад и на терен, идеме да. сите заедно да лепиме. Добро, ајде да ги направиме припремите. Материјалите експресно се подготвени и додека ние во Скопје чекаме тие да пристигнат, стасаа и стаклените врати. Ова стакло е калено, како она што го ставаме на параваните за туш кабини. Дебелината зависи од димензиите. Нашево може да биде 8 или 10 мм. Еден од држачите ни се имаше пикнато во длабочината и не можевме да го извлечеме. Механизмите се нови, дури и за момците кои со години работат на монтажа на стаклени паравани и механизми. Сепак имаме убаво упатство кое ни е оставено од Кнауф. И реално беше лесен за поставка, само треба да сте внимателни заради тоа што се работи со стакло. И откако се намонтира, Роби од ADD Mebel можеше да го постави порталот. Го мачат неколку нешта, големината, начинот на спојување, прицврстувањето, но за се има решение. Во позадината веќе ги лепат постерите и полека просторот на термосистем ќе ги добие речиси сите елементи замислени за него. Се работи за дуќан, значи генералното светло ќе биде со LED панели и треба да избереме уште неколку декоративни светилки. Затоа идеме во Манекс. Ние сме во вашиот прв салон, јас не знам колку години постои. Најпрво добре ми дојдовте во малиот Манекс. Сега е мал. Тогаш беше голем на времето пред да се отвори големиот. Така, после нели се проширихме, па се отвори големиот салон. Овој салон значи постои околу 10 години. Така што значи имаме и тука доста модели што може да ви ги понудиме. Кажи ми дали се специфицирани тука за нека посебна програма од големиот Манекс или не? Значи има повеќе индустријско осветлување. Епа токму за тоа сум јас тука дојде. Сега знам зашто си ме повикала овдека кога јас ти кажав дека треба да изработиме VIP дел од презентацијскиот продажен простор на термосистем. И ми треба фактички такво функционално светло, значи дел LED панели, дел насочени ледчиња за одредени нели потенцирани нешта и евентуално 2-3 лустера, нешто интересно што би се случило над работниот дел. Значи располагаме со голем избор на индустријско осветлување, LED панели како што ви треба, значи различна големина форма, 60 на 60 панели кои што се доста барани во изминатиот период. И значи секако има надградни, градни. Јас сум употребувала веќе такви 60 на 60 градни панели, но овој пат се одлучив на 18 ватни, значи помали, почести, ама да имам повеќе различни зони на палење. Така, и таа опција е исто добра.
Имаме 18 панели, секако и 24-ки, што доста се барени, значи убава светлина даваат, 3200-6400 келвина. И се зависи и до простора, значи колкава е просторијата и колку ќе задоволи панелки за да се осветли тој простор. Добра, значи ќе ги погледнеме тие, ќе ги изберам и да изберам уште густирчиња за надработното место. Така, имаме значи сега и нова колекција, значи тие се маца по украсни, така? Да, таков сакам, еден украсен да го личи и да го има. Со задоволство ќе ви ги покажам. Повеле. Третиот момент е осветлување на подното грејење во подот. И четвртиот момент се баш декоративни светилки кои што треба да стојат над работниот дел. На пултот сепак се одлучив за црни светилки, кои добро ќе се вклопат со темните елементи во просторот. Влезот ќе биде означен со вградни светилки во порталот, а подното грејење со LED лента. Така просторот ќе има неколку шеми на осветлување, во зависност од моменталната функција и ефектите што во термосистем ќе сакаат да ги постигнат за нивните клиенти. И потоа домакините треба да го наполнат својот нов салон. Тоа јас не можам да го правам како во становите, затоа што сепак само тие знаат што точно треба да се презентира и што каде да стои. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Ја плодовите на нашата напорна работа. Хајде, спремна. Мислам дека естетски и функционално успеавме да ги задоволиме сите ваши барања. Сите, буквално. Ти секој имаше по нешто да каже, по нешто да сугерира и така натака. Меѓутоа мислам дека добивте супер мултифункционален простор во моментов наместен за потребите како изложбен салон, а не рековме овие дека може да се поместуваат и да се прават и презентации. Да. Сега она што ми е мене интересно, нели јас мојот дел си го завршив, вие вашиот го завршивте, има некои работи што ги познавам, некои работи што не ги познавам. Така.
И гледам по прв пат, па затоа би сакала да ми ги објасниш. Значи, го имаме ситот за топла санитарна вода. Да, тој го познавам веќе. Значи, тој го работиме повеќе од 10 години, ама мислам дека добро се вклопува во просторот, затоа што едноставно користи обновлив извор на енергија. PV системите, значи тоа не е една нова програма која што тек треба да развиваме. Гледам дека има простор за дополнителна опрема што планираме да ја донесеме. Така. Највпечатливото и доминантното во просторијава која најмногу всушност заслужува еден ваков простор е топлинската пумпа. Тоа всушност ја мултиплицира електричната енергија и користи за значи за грење, ладење и за топла санитарна вода. Како една целосна солуција во рамки на една машина. Комплетно решение, значи има две единици тоа и служи за поголеми објекти и помали објекти во зависност од потребите на потрошувачите. Прилично актуелен и посакан производ. Естетски многу убаво изгледа. Да, значи за разлика не е таков робусен груп, туку е едноставно многу со личен дизајн. Така. Останатите производи, значи што ги имаме тука изложено се вентили, значи термостати за регулација, стиропорот кој му најдовме одлично решение на влезат, за се, мислам да се прикаже, да се испрезентира, се деловите всушност кои не се гледат, кои не ги гледаме ние, а се многу елементи и едноставно служат за еден систем идеално да функционира, во зависност од тоа каков систем бара потрошувачите. Накидите? Тоа се исто вентилите кои спаѓаат во мислам во системите. Тие се повисока категорија од вообичаените, да кажам. Така, значи овие конкретно што се тука се италијански бренд Giacomini и се доста барани и купувани производи. Добро, а последниот дел? Дај. Тоа е исто така топлинска пумпа, значи станува збор за рече се мислам ист производ, да, во зависност друг производител. Така, да. Добро. Епа, јас ќе ви пожелам убаво користење на овој простор. Благодарам. Сега имате простор во кој што моите клиенти ќе можам да ги донесам и да видат. Тука сме да им раскажуваме на објекти, да им даваме каталози, туку баш да може да ги видат вашите производи. Тука сме ние. И останува уште во името на Термосистем да ви се заблагодарам многу за соработката и професионалноста. Ти благодарам. И ве очекуваме, ако не за купување на некои од овие производи, за едно кафе барам, зашто ќе ни префалите. За тоа со сигурност. Од понеделник уште. Готово. Фала. Ова беше еден лесен интериер, лесен не во смисла на лесен за изведба, бидејќи имаше неколку прилично проблематични нешта. Повеќе лесен од аспект на естетиката, бидејќи треба да биде ненаметлив. За ваков тип на интериери потребно е производите да дојдат до израз, а не самиот интериер. Значи, доаѓате да видите производ, не да гледате по маси и столици. И од тој аспект сметам дека сме успешни, дека постигнавме тоа што треба да го постигнеме и се надевам дека ќе имаат многу успех во работата. Од еден многу запуштен простор, Термосистем добија одличен нов дел од својот салон, во кој секој клиент ќе може да се информира околу нивните системи, начинот на употреба, начинот на монтажа. Па така, ова ќе биде достојно место за презентација на она што Термосистем имаат да го понудат.
Во Ајде дома, градиме со Кнауф.